Добро, предлагам да почнеме. Добар ден на сите. Ево уште некои доаѓаат. Пред 5 години, кога фондацијата, тогаш Институт Отворено општество Македонија, ја славеше својата 15 годишнина, имавме промоција на една друга книга на Џорџ Сорос, Балонот на американската надмоќ. И од таа промоција ми остана во сеќавање тоа дека еден ветеран на невладиниот сектор во Македонија искажа дека е многу изненаден, позитивно изненаден, од тоа што книгата му возможила да надмине една предрасуда, а предрасудата се состоела во тоа дека неговата идеја за Џорџ Сорос била дека тој е некритички промотор на американската државна политика. И дека бил изненаден дека во таа книга открил дека тоа не е така и дека Џорџ Сорос има критичка позиција и кон тоа што е политиката на Соединетите Американски држави. Денес, 5 години подоцна се разбира, ова е година на 20 годишен јубилеј на Фондацијата Отворено општество Македонија. Ќе ја промовираме книгата на Џорџ Сорос за глобализацијата во издание на Евробалкан Прес со финансиска поддршка од Фондацијата. Ќе ја промовираат Абдулменав Беџети и Стево Пендаровски. Јас им благодарам и на овој начин што се одзваа на нашата покана. Зошто ја објавивме ја го поддржавме објавувањето на оваа книга? Една од причините се разбира дека Џорџ Сорос кај нас е често изложен на критики, би рекол недоволно фундирани со аргументи, прво поради тоа што тој е основач на фондацијата во Република Македонија, и второ затоа што постои, би рекол, недоволно познавање за неговите ставови и понекогаш тој директно се посочува како речиси како мозок на глобализацијата. И мислевме дека е добро да нашата јавност директно од прва рака се запознае за неговите ставови за глобализацијата и за нејзините, би рекол, недостатоци, како и за неговите предлози за нејзино подобрување. Недоволно е познато исто така дека Џорџ Сорос беше еден од оние кои во последниве неколку години посочуваше и предупредуваше дека ќе се случи кризата што се случи. За жал, мислам дека неговите предупредувања не допреа доволно широко и доволно високо, значи кај оние кои ја диктираат политиката. Меѓутоа, сметам дека во оваа книга има многу елементи кои се исклучително актуелни и денес, и не само за Америка, туку и за кај нас. Оваа книга има, би рекол, две тематски нишки. Едното е прашањето на политиката, второто е прашањето на економијата, на финансиите. Меѓутоа, внатре има и теми како што се потребата од непријател на оние кои владеат, прашањето на моралноста во глобалната политика и така натаму, но јас не сакам да им го скратувам просторот на Пендаровски и на Беџети, така што ќе го замолам Пендаровски просто по некоја моја интуиција дека тој повеќе ќе се занимава со политичкиот аспект, а професорот Беџети со овој економско-финансискиот, ќе го замолам Пендаровски да започне. Благодарам, да. Благодарам за поканата. Да бидам искрен, не верував дека ќе имаме толкава на оваа тема, иако затоа што не ме чудеше посетеноста на промоцијата на книгата Штазиленд. Драго ми е што гледам и за овакви теми дека има публика. Ја ќе се обидам да
навлезам малку барем во политичката компонента на глобализацијата, која е значајна, иако е нашироко прифатена тезата дека економската компонента на глобализацијата е тој driving force која тера глобализацијата на секаде низ светот и директно во нашите животи. Јас сум веројатно поблизок до вашиот пријател од пред колку години рековте, кој бил изненаден од некои формулации на Сорос. Изненаден сум од некои формулации на овој човек, особено во области кои мислев дека не му се блиски или за кои мислев дека нема поголемо презнаење, и само сакам да посочам на почетокот неколку од тие работи кои ме изненадија во позитивна смисла, се разбира. Например, он вели дека глобализацијата е у суштина асиметрична. И каде ја лоцира таа асиметрија? Вели дека економијата оди толку брзо во оваа смисла, таа трка за профит, има такви размери земено да е во јасен дебаланс со развојот на политичките институции на меѓународен план. Преведено, меѓународните институции, политички институции не можат да го следат развојот на економијата на глобален план, особено на финансиските пазари. Вели дека клучен проблем, као подтекст на оваа прва теза, е тоа што пазарите станаа глобални, а политиката остана локална. Затоа што никому не му паѓа во светот на памет да ја трансферира економската моќ. Економскиот суверенитет е со мал исклучок на Европската Унија практично никаде не е трансфериран подалеку од националните граници на било која држава, и голема и мала. За човек, еве сега кај сум најмногу изненаден, за човек кој своите пари не ги наследил, туку ги заработил на пазар или на берзи, пријатно ми изненадува што има доста критики на така наречениот пазарен фундаментализам. Дури вели на едно место или на неколку места дека пазарите се аморални. Човекот кој е излезен као гигант у таа сфера од пазарите имено, вели дека пазарот е аморален, дека мора да има коректив. Во спротивно би се претвориле само во машини кои бркаат профит. Или вели федералните, ова е чудна за еден американец, ние некои луѓе овдека кои се бават со таа работа, мислат дека само Ноам Чомски е критичар на американската надворешна политика. Сорос вели федералните резерви на САД де факто ја раководат светската макроекономска политика, а неговите пријателства со првите луѓе на Fed Reserve се познати. Меѓутоа, тоа не му пречи да биде критичен таму каде што има простор за такво нешто. Воведува еден аспект на критика на меѓународните политички институции, каде што вели дека многу поважно е од функционирањето на пазарот на моменти доброто владење. И вели, не можеме да ја лоцираме целата одговорност само во глобалните трендови, туку некој па треба да видиме и каде така наречените слаби држави во оваа сфера слаби, не зборам за безбедност, туку за економијата, слабите држави каде треба да ја понесат одговорноста. Затоа што вели кога оди добро, никој не вели глобалните економски процеси се окей. Ние имавме наш пример, наш случај тука. 2007 и 2008 немаше светска економска криза. Нашата влада велеше дека тогашниот процент, ако е заверување на статистиката од 5% раст на годишно ниво, не велеше никогаш дека е заради добрите или позитивните тенденции на глобално ниво. Кога почна работала кај нас да оди на лошо во економијата, со оние стапки кои ги имаме, тогаш стана кабает светската економска криза. Една од дефинициите, би ја нарекол работни, која Сорос ја дава во книгата, која прилично ме бендиса, е она дефиниција за доброто владење. Сослушате заедно, ќе ја сослушаме и да видите дали ќе се препознаеме евентуално во тоа. Вели, што е добро владење? Вели, општество во кое не доминира државата. Приватен сектор, кој не е во дослух со власта. И граѓанско општество, чиј глас се слуша. Познато, нели? Во 2002, кога книгата е пишувана, он зборува за политичките рамки, заради кои најверојатно туку што тогаш почнатата Доха преговарачка рунда на Светската трговска организација нема да биде успешна. Само што е почната. 10 години после Доха, ние ден денеска немаме прогрес во тој дел
заради истите причини заради кои тоа така почна лошо во 2001-та. Имено западниот економски блок, освен што се кара меѓу себе, се расправа и со надоаѓачкиот источен економски блок. И тоа ниедно од тие прашања за кои се расправаат не е врзано со правата на луѓето, туку само околу битката за поголем профит. Во книгава Сорос дава неколку предлози како ова политичка блокада, да ја наречам, на економскава глобализација е нужно да се надмине и предлага пошироки политички рамки за глобализацијата. Вели, има два начина, или ќе го правиме тоа низ постојните институции, или ќе го правиме надвор од нив. Ако станува збор за постојните меѓународни политички институции, тоа мора да биде фундаментална промена во нивното работење, не козметичка. А ако се прави надвор од нив, прилично ги предвидел настаните кои се случуваа и тогаш, и денеска, кога е пишувана книгата, веќе се случува познатиот протест во Сиетл, антиглобалистички е битен настан за антиглобалистите во светот ден денеска, 99 година. И тоа движење тогаш и тие протести, такви какви што беа, и ова најновото што се уште формално не е завршено, иако формално не е ни почнато, окупира го Wall Street, покажува дека на тој начин дисперзираната енергија на луѓето не може да промени ништо. За жал, многу енергија, многу луѓе на различни места во светот, бидејќи не се канализираше, бидејќи немаше заедничка платформа, бидејќи напорите не беа фокусирани во институциите кои се уште решаваат за нашите животи, и ова последно движење, како и тие првите пред 10 години, не понудија продуктивен модел на промени, не било каков. Вели, ако се решиме да правиме нови институции, освен што е потребна радикална трансформација на постојниве, што е тешко, и нови институции е тешко да направиме, затоа што, вели, во клучните држави кои го движат денешниот свет, има силна, така наречена, антиинституционална предрасуда. Тоа е традиција, деценијски и вековна во САД. За жал, дури во Европската унија, која почива на институционализмот во најширока можна смисла, па дури таму кај што не треба, и таму последниве години, кога почна да се кратаат расходите, почна да се крати и на правењето на делови од нови институции, како непотребен трошок, како гломазни, бавни, што е точно. Меѓутоа, без тоа, вие не можете да го врамите економскиот процес кој го јаде моралниот субстрат на човештвото. Овде Сорос по мене во овој сегмент го дава најрадикалниот, ја би рекол револуционарен предлог за еден мултимилиардер. Вели, нужна е друга организација, која ќе работи паралелно со WTO, со Светската трговска организација, и која нема да се бави само со тоа да ги отвара пазарите и да овозможува на богативе да станат уште побогати без некои регули видливи на тој план. Туку организација која ќе се бави, внимавајте на што чија уста доаѓа, организација која ќе се бави само со работничките права и само со намалување на сиромаштијата. 2-3 пати го прочитав, пошто не ми се веруваше дека иде од Сорос. Доказ дека Светската трговска организација и ден денеска не ги штити овие работи кои тој смета се нужни не само за светот да биде поправеден, туку и многу луѓе да живеат подобро, се последните приеми, например, на Русија, која после 16 години преговори со СТО влезе, чиј рекорд у сферата на човековите права е познат. Кина е влезена, може ви е чудно, меѓутоа е влезена далеку пред Русија. И тогаш и сега кинеските успеси во наводници на тој план не се познати. Чи СТО ги прима државите кои ќе се согласат само да продолжат во таа насока која според него е погубна. Само отварање на пазарите и само гола трка за пари. Сорос на моменти инсистира, со друг вокабулар се разбира, инсистира на познатиот концепт на американската надворешна политика, наречен извоз на демократија, што повторно ме чуди, бидејќи тој концепт, тој приод, тој настап на Америка надвор е критикуван со право од многу американци, не само луѓе надворот. Сад, меѓутоа, вели, ние мораме да ја извезуваме демократијата без оружје. Како? Со промоција без остаток на меѓународните правила и стандарди, кои ќе важат и за нас, а не само за сите останати. На едно место дури влегува во една област која е прилично далеко од неговата основна вокација, вели дека треба да профункционира што е можно побрзо меѓународниот кривичен суд.
Вели да стане реалност. Тоа е просто неверојатно. Не постои американска администрација од 2002 од Римскиот статут која е подпишан нова организација, не постои на кое ниво да разговарате, кое не мисли дека ги навредуваат ако им кажете дека треба да пристапат кон тој суд. Да не навлегувам кај мене во портфолиото, меѓутоа мене зачуди еден резон кој е буквално out of box за него, кај што збори за Тобиновиот закон тогаш. Видите како го објаснува данокот на финансиски трансакции, преведено за нас кои не сме економисти. Вели, зошто постои ДДВ за финансиски трансакции, а не би постоел за финансиски трансакции? Што е прилично логично, барем за лаичката јавност во која сум ја дел. Уште тогаш заговара придавањето на заемите, постојниве меѓународни финансиски институции да внимаваат да не даваат пари без да ја проценат внатрешната политичка ситуација во државите реципиенти на тие пари. Да го преведам тоа на локален јазик. Deutsche Bank може да даде 250 милиони евра за македонската влада затоа што е приватна банка. Светската банка не смееше да даде 220 милиони евра пред минатите избори. Затоа што требаше претходно да ја процени политичката волја на тие кои владеат, дека може тие пари да ги искористат и за невонредни ситуации, иако парите беа само за не дај Боже. Клучна теза, мене ми се чини, во делот на идеологијата, во делот на капиталистичката идеологија која е напишана пред 10 години, а е денеска повеќе актуелна. Ја вели, проблемот или ова што се продуцира негативно денеска од финансиските пазари, нема врска со идеологијата на капитализмот. Или најверојатно таму имало малку капитализам. Приметувате најгорчливите отпораши, да ги наречам, против капитализмот. Ја користат актуелната светска финансиска криза да ја оспорат идеологијата на капитализмот. Што е проблемот со нив? Не нудат алтернатива. Која е алтернативата во ред? Ти можеш да ги лоцираш дупките на капитализмот. Ги знаеме, ќе ги наброиме до утре, ќе ги броиме. Што е алтернативата? Зборувам за сеопфатен идеолошки систем или нова, неизменета, нова идеолошка парадигма која или не сме ја провериле во минатото со комунизмот, или не постои некаде денеска во делот на теологијата во Иран, или нешто сосема ново за кое мене не ми е познато дека воопшто постои. Дилемата глобализацијска тогаш и сега, битна, важна, фундаментална, според Сорос е дали најголемите држави кои можат да ја обликуваат глобализацијската дебата ќе бидат повеќе на страната на геополитичкиот реализам или грубо кажано интересите на државата, прилично рестриктивно сватена државата, или пак ќе бидат повеќе кон идеализмот, го нарекувано отвореното општество или народски преведено повеќе кон интересите на луѓето завртени. Тука е таа дилема која тој ја загатнува, повторно необично за човекот кој доаѓа од тоа милје, кој вели дека моралната компонента денес е сосема на маргините на американската надворешна политика и би било добро, се разбира, не едново да го замени другово, туку да има некаков логичен или природен баланс меѓу тие две компоненти, за да имаме и профит, ама и среќни луѓе. И најголемата критика за Америка, која е буквално вака формулирана, вели денеска, заговарајќи реформа, побитна реформа, па и правење на нови меѓународни институции, вели денеска Америка е главната пречка за меѓународна соработка која на било каков начин ги повредува нивните интереси. И вели проблемот во денешниот свет е во еден одреден степен индуциран и затоа што САД, имено САД, не ја предводат дебатата за глобализацијата. И ги дава примерите од историјата кои треба да помогнат на оние кои ја предводат неговата држава да се тргнат од удобноста и да помислат дека можеби треба нешто да променат за сите нас, не само на нив таму, да ни биде подобро. Вели, гледајте ги примерите со римската, со британската или со османската империја. Зошто долго траеле? Што воделе сметка и за условно кажано подчинетите во тие тогаш нивни граници. Зошто нацистичка Германија и СССР кратко траеа? Не водеа сметка за истава работа. Или ако сакаме како империја, како милуваат тие да се наречат Бениген хегемон, да обстоиме уште децении и децении, не можеме само за себе да мислиме и не можеме моралната компонента да ја отфрлиме. Примерот кој покажува дека развојната компонента тогаш во време кога ја пишува книгата е маргинализирана е соодносот меѓу американската воена потрошувачка и парите кои се трошат за развој. Вели, во 2001 година 300 милиарди долари
за војска, 10 милиарди за развој. Денешниот американски буџет е нешто под 600 милиарди. Буџетот за развој, за меѓународна развојна помош, е исто така двојно поголем, ама соодносот е ист. Значи ништо битно тие не промениле, повеќе даваат и за едново и за другово. Идејата е да се промени балансот меѓу двете битни компоненти. И на крајот сосема кусо, ја ги нарекувам трансферирани коментари, значи земени од книгата, меѓутоа налепени на домашниот контекст. Многу ме бендиса неговиот опис за реформата на затворените општества. Вели има 3 фази низ кои се реформира едно претходно затворено општество. Вели првата фаза е логично нивното отварање. Втората фаза е за транзицијата од затворено кон отворено. И на крајот доаѓате овој современ капитализам, што го нарекуваме, и тука евентуално може да третирате болести на тој капитализам. Тоа е третата фаза. Јас мислам дека за жал Македонија и овде е, како и во многу други работи, уникатен пример. Ние по моје убедување не стоиме закопани во втората фаза, како што многу ми намислат. Ја мислам дека ние се движиме наназад од втората кон првата. Значи од ова отварање кое го правевме, се одиме повторно кон затварање на општеството. И максимата која е по моје скромно убедување трейдмарк на книгата, и која не сум ја знаел и не сум можел да ја знам, бидејќи он има увид на сите фондации, што како работат неговите фондации во светот, ја знам што отприлика работи нашава фондација овде. Вели, колку е, правилото е, колку е полоша владата, толку е подобра фондацијата. По моје стварно скромно уверување, фондацијата Отворено општество во Македонија е исклучително добра фондација. Благодарам. Професоре Беџети, ќе ми дадете 2 минути само? Сакам да прочитам нешто кратко од книгата. Според мене, странската помош, дистрибуирана на традиционален начин, има 5 главни дефекти, пишува Сорос. Прво, странската помош повеќе им служи на интересите на донаторите, отколку на интересите на оние кои ги добиваат донациите. Давањето помош често е раководено од националните безбедносни интереси, засновани врз геополитички размислувања, без да се земе предвид нивото на сиромаштија или карактерот на владите што ги примаат донациите. Постојат низа неверојатни примери за помошта дадена во Африка за време на студената војна. По падот на Берлинскиот зид, Западна Германија, нестрплива да се обедини со Источна Германија, му даде и му позајми големи суми пари на Советскиот сојуз, без многу да се грижи како се трошат тие пари. Подоцна Украина стана геополитички пензионер на Западот. Бидејќи лошото владење е главен причинител на сиромаштијата, би било многу подобро доколку донаторите обрнат поголемо внимание на политичките услови во земјите кои ги поддржуваат. Второ, примателите на помош ретко се сопственици на развојните проекти, кои се креирани и имплементирани од луѓе од надвор. Кога експертите ќе се заминат, речиси ништо не останува. Увезените програми, за разлика од домашните, често не фаќаат корен. Земјите сакаат помошта да ја пренесат преку своји државјани, кои едновремено функционираат и како гласачко тело, што ја поддржува странската помош. Дури и меѓународните институции предпочитаат да испратат странски експерти, наместо да изградат домашни капацитети. Експертите се одговорни пред оние што ги плаќаат. Никој, со исклучок на моите фондации од неодамна на програмата за развој на Обединетите нации, UNDP, не е подготвен да плати за експерти кои се одговорни пред оние што ја примаат помошта. Како резултат на ваквата политика, примателите на помош често немаат капацитет да ја абсорбираат. Трето, странската помош е обично меѓувладина, владите приматели на помош често действуваат како контролори, пренасочувајќи ја помошта за сопствени цели. Во некои случаи помошта станува главниот извор на поддршка на инаку непопуларните влади. Ова е исто една лекција за домашна употреба. Четврто, донаторите инсистираат да ја задржат контролата врз помошта што ја даваат, што доведува до слаба координација. Кога донаторите се надпреваруваат да достават помош, полесно е за владите приматели на помош да ги приматели на помош да ги пренасочат средствата за сопствени цели. Ова се случи во Босна, каде што голем дел од меѓународната помош се потроши за задоволување на локалните паши. Најпосле, не е разбрано дека меѓународната помош е потфат со голем ризик. Многу е потешко да се прави некоја добрина, отколку да се раководи со предпријатие,
чија цел е создавање профит. Тоа е така затоа што нема една единствена мерка за општествената полза, додека профитот лесно се пресметува. Освен тоа, помошта ја администрираат бирократи кои можат многу да изгубат и малку да добијат доколку ризикуваат. Ништо чудно што резултатите се толку бледи, особено кога се проценуваат според истите стандарди, како и другите бирократски активности и без никакво признание за тешкотиите што ги подразбира овој процес. Уште позначено е тоа што странската помош донесе известни позитивни резултати во земјите во транзиција. Например, во функционирањето на централните банки, на финансиските пазари или на судството. Ова ни покажува дека и покрај сите недостатоци, странската помош е многу значајна. Повелете. Благодарам, директоре. Најнапред ве поздравувам и стварно лично ми е голема чест да ја имам ова улога на промоција на една од книгите кои не знам која е поред, а морам да ви кажем дека јас кога добив поканата помислев дека е поскорешно издание, меѓутоа кога видов дека оваа книга што ние денеска ја промовираме било издадението прво во 2002, мислим дека многу сме задоцниле, барем од тие што не се во можност да или не биле во можност англиската верзија да ја прочитат, а јас сум и припаѓам на таа група која што не сум можел благовремено. Од проста причина што сметам дека овие се последователни книги кои што обработуваат една многу чувствителна област, материја и од повеќе не теоретско-академска и истражувачка страна, туку повеќе од практична страна, што го на некој начин го прави многу побогато, затоа што тоа е основано на практични основи. Затоа што јас првпат сум имал прилика да прочитам неговата книга Алкемија на финансиите, која што исто така благовремено било преведено тука, издадено негде пред 15 на години, и навистина тамо сум имал прилика да се суочам со неговото многу практично, пластично би рекол објаснување, поготово на начинот на функционирање на финансиските пазари. И од тогаш па потоа кризата на глобалниот капитализам, која исто така е на некој начин и претходи на ова, последователно се искажани тоест меканизмите кои не функционираат на глобалните пазари. Ние не сме се договориле дека Стево ќе го покрива делот на политика, меѓутоа тоа се подразбирало и така да јас истото тоа сум го направил и ќе се осврнам повеќе во тој дел, навистина. Тоа што е основно во оваа книга е тоа што многу пред многумина кои што денеска се синоними на автори кои ја најавија последната финансиска и глобална криза, барем во литературата, значи негде 4-5 години пред тоа Сорос и најавил ризикот од една глобална финансиска па и потоа и економска криза. Например, ние знаеме да го водиме и денеска тој се води како таков најавувач на кризата Нуриел Рубин, кој негде 2006 година во скуп пред Светска банка и ММФ многу детално и описно го најавуваше што ќе се случи многу скоро. Тогаш исто како и денеска многумина се насмеа со него. Значи, овај бил некој си кој што сака да преюдицира, нели, колапс на систем и така натаму и така натаму. Нажалост не помина 1,5 година и тоа се случи. Митоа кога сега ова го читам и внимателно го читав, увидов основата како Сорос и пристапува на генезата на финансиската криза. Прво тој развива една теза многу интересно, дека ние постојано имаме кризи. Митоа многу малку од нив учивме. Значи ни се случија кризите во 97-ма, ајде и порано, кризата во поранешните советски републики, значи Русија, Украина, па потоа кризата во 97 година, повторно поврзан со финансиските пазари и така натака и така натака. Се до ова до 2007 година. И тој доаѓа до една многу интересна теза, што ретко кој го објаснувал на практичен начин како него. Зашто тоа се случува? Вика, затоа што финансиските пазари не се од прилично слично
во реакцијата како реалните пазари. Тој вика додека реалните пазари претежнуваат кон еквилибрум, рамнотежа што ние велиме, финансиските пазари вика не го познават еквилибрумот. Кај нив ќе треба да имате таа рефлексивност за да можете да препознавате и од тука тој продолжува да ја објаснува теоријата на рефлексивитет која обработува уште во алкемиите на финансиите. И на вистина тоа се случува. И тој почнува од тука да го образложува зашто е тоа така и се добива впечаток дека на некој начин е голем критизер на глобализам и глобалните системи пред се мултилатералните. А впрочем не е така. Тој и во самат наслов вели за глобализација. И тоа оди повеќе во насока на алтернативните меканизми. Јас би го рекол дека со оваа дело тој спаѓа во алтерглобализам, а не антиглобализам, затоа што тој е буквално, као што и Стево кажа, е условно кажано играч од тој глобален систем. И тој знае дека нема алтернатива глобализмот. Значи, во смисла, нема алтернатива, но имаат алтернативно меканизмите и инструментите на глобализам. И од тука тој се осврнува, почнувајќи со ред кај Светската трговска организација, потоа кај ММФ и Светска банка. Што вели кај Светска трговска организација? Интересно, повторно еден голем критизер на држава кој што тој на некој начин толку многу и служи, значи на САД. Вика, зашто Светска трговска организација како една мултилатерална организација е далеко поуспешна од ММФ и Светска банка? Вика едноставна причина, затоа што САД вика е спремна да и се подчинува на нејзините принципи. Бидејќи тоа е реален пазар, значи берзите нема да ве прашаат на реалните пазари. Тамо се знае како се формираат цените, понуда и побарувачка на глобалните пазари и доволно. И тоа пак го поврзува со САД, затоа што вика САД бил и ќе биде и ќе остане епицентар на глобалните пазари. Се додека вика САД е спремна да и се подчинува на правилата на Светска трговска организација, таа вика ќе биде функционална, успешна и помалку фейлер од ММФ и Светска банка. И сега зашто помалку од ММФ? Затоа што на некој начин ММФ и Светска банка не функционираат по принципите на пазарните фундаментализми. По дефиниција, се додека така не функционира, не може да очекувате дека ќе има алокација соодветна на ресурсите. Втора многу интересна теза што тој ја нафрлува дека кај ММФ и Светска банка вика недоволно се грижаат за обезбедување вредности и добра од јавниот сектор. Туку повеќе навлегуваат дури да обезбедуваат и импакт и добра од приватниот сектор, тоа што може по дефиниција да го прави многу подобро пазарот. И од тука тој останува, значи, пазарен фундаменталист. Меѓутоа, со тоа што прифаќа дека пазарот, односно системот не функционира перфектен, тука е многу како да речем, фейлер, немоćен, од проста причина што не сме успееле да ги идентификуваме меканизмите како тоа да функционира. И тој замерава многу токму во тој дел, затоа што вика јавните добра предпоставува дека треба да има инвестиции во јавна безбедност и мирот, во екосистемите, во обезбедување на здравство, образование и така натаму и така натаму. И заради тука и ги насочува дури во последниот дел на книгата, практично ги насочува смерниците каде би требало да се подобруваат тие системи. Во делот на помоштите што ги остваруваат овие две институции, посебно тој нагласува повторно големата критика кон својата земја, од причина што вика ако во 46-та година преку Маршалов план САД издвоел 3% од бруто домашниот производ за помошта на земјите кои што се недоволно развиени во светот, денеска вика издвојува 30 пати помалку, тоест 0,1%. А другите развиени земји дури 0,7%. Значи, на некој начин САД
ја напуштил таа основа на да речам меѓународна филантропија по тој основ. И тој повторно тука нагласува дека тоа е една од причините затоа што нема соодветни институционални капацитети. Трето нешто што тој идентификува како недоволно функционален и ефикасен во меѓународните пазари од економска гледна точка се осврнува во така наречен систем на корпус на добро владење. Односно, позната и неговата изрека дека сиромашните земји во светот се тие кои што имаат лошо владење. И тоа е факт, и тоа е чињеница. Денеска многу автори, значи кои што се научно истражуваат ова област, тоа го докажале како сакате и емпириски, и практични, и со конкретни резултати. Само ако навлезете да видите во делот на тамо државите кои што немаат капацитет за добро владење, колку малку тие заправо имаат основ да можат да се развиваат. И тоа нам ни се случува секој ден. Значи не е проблемот тури локално, ако одиме на микроплан да го видиме нашите програми, развојни програми кои многу беа афирмирани на основа на капитални инвестиции, на основа на зајакнување на образование моќ, образование сила, ние отидовме сосема во други крајности, во импровизации, во mass education, но напуштивме се тоа што е квалитет и тоа што и треба на една мала земја. И денеска наоѓате се, дури доктори на науки во невработени, но не наоѓате среднисти кои што знаат да работат. На некој начин тоа покажува дека капацитетот на институциите е многу слаб во тој дел. А тој посебно се осврнува во тој капацитет на институции. Во делот кај што се труди да даде дури во трудот колку да е тоа символичен, меѓутоа многу практичен пак придонес, се поврзува во однос на идентификување на механизмите. Стево спомна тука Тобиновиот данок на финансиските, на преземање на предпријатијата, и по таа логика тој вика зашто не на финансиските трансакции некој сличен данок, кој што на некој начин дури ќе биде пред се наменета за таква поддршка. Морам да кажем дека во тој дел кога го читав неговата книга ми доаѓаше како го читам копието од книгата на Джозеф Стиглиц, која одамна имам прочитана, Making Globalization Work. Да не знаев кога беа една и друга објавена, че помислив дека Сорос е мотивиран од тој неболовец на економија, по основ на тоа кај тој го критикува глобалниот систем. Се разбира и тој е еден од најглобалните играчи. Бил подпредседател на ММФ. Долго време беше дел на тимот на економскиот совет на председателот Клинтон и слично. Значи тој на некој начин доаѓа токму од столбот кој што е најглобален столб, тоест ММФ, и ги покажува слабостите на инструментите и механизмите токму поради тоа. Реков уште еднаш, че мислев дека Сорос бил мотивиран од таа негова книга, а сега мислам дека обратно се надополнувале. Дека дури и Стиглиц многу нешта што во книгата од 2006 ги напишува се на некој начин обработени тука. И тоа темелито. И сите тие доаѓаат во еден, би рекол, заеднички именител, ако може да кажуваме, а тој именител е weak of institutions. Значи, слаби институции, во смисла не само нормативни институции, ви може да создадете такви институции колку сакате, но реални институции кои ќе можат да го најдат решењето правилно. И од тука ќе заокружим, значи тој се го подвлекува мешањето на инструментите во делот на поддршка на разни аранжмани што Светска банка, па дури и ММФ некој пати ги прави. Сетите се, например, непринципилноста во нашиот случај на Светска банка, кога не пенализира во 2006 зашто ние плативме пред време еден кредит од Светска банка. И тоа целта беше, знам ја што беше основна цел, меѓутоа промовирано беше дека со ова ќе покажеме која нам ние кредибилноста на државата, значи кредибилитетот на Македонија наспроти кого? Светска банка ли? Бидејќи тие беа доверители. И ние пред време ги вративме $150 милиони.
Кога сега деновиве слушам дека толку голема вест се проширува и се афирмира новото позајмување од токму иста Светска банка. И тоа 3, 4 до 5 години откако постојано јавноста, од академската па до таа професионална јавност, кажуваше на таа голема потреба. И тоа се направи во момент кога дојдовме во така наречен, јас го нарекувам, значи, fiscal emergency situation. Ние дојдовме до тоа дереđe да не знам како ќе го образложуваат властите сега, но тоа покажува реално дека непринципиелноста е од другата страна. Значи, кај Светската банка ја гледам непринципиелноста. Зашто прифаќа сега да финансира едно толку неодговорна влада, кога иста или институции, да не бидам погрешно сватен, немам ништо против као концепт, као идеологија, као влада, меѓутоа кога од иста гарнитура требаше да ги наруши своите планови, регионални се разбира тука, и да ги наплати средствата 15 или 12 години пред истекување на обврската. Тоа се случи 2006 на крај, за да сега 2012 аплицираме за нешто друго. И пак предпоставувам дека тие тоа ќе го одобруваат. Тоа значи не се конзистентни во однос на обезбедување на еднакви критериуми кога оценуваат капацитет на институции на една држава. А основата во капацитетот е пред се, го кажа и Стево, политичкиот капацитет, бидејќи тие ги билдат институциите на некој начин кои што ќе треба да ги водат овие аранжмани. Јас да не должам повеќе, се разбира, ова ценета публика можеби ќе има и можности да дебатираме конкретно, меѓутоа лично викам дека го прочитав еднаш или втор пат, само го прелистав, на секој кој што тоа не го направил, без разлика во дали е тој економиста или не од таа професија, навистина има многу да учи од книгите, бидејќи обично ова мала, као што се гледа као мала книжка, значи на многу добро структурирана тема, со од вовед па до 3-4 делови кај што запишува овие институции на многу професионален, практичен начин како што тој се суочува од праксата, бидејќи е на некој начин токму напишани од човек кој што учествувал во тие кругови. Благодарам. Благодарам, господине Беџети. Знаев дека не ќе можеме да разговараме за книгата без да разговараме за стварноста. И мислам дека тоа одлично всушност. Веројатно она што нам ни недостига во Македонија на подолг рок е известна, би рекол, изолација на пошироката јавност од книги кои се на некој начин исклучително битни за разбирање, а тоа е првиот чекор кон промена на светот во кој живееме. Јас сега не можам дури ни да се сетам дали книгите на Стиглиц се преведени на македонски и издадени. Не знам, мислам дека не се во тие 500 наслови, ама и да се во тие 500 наслови, јас не би се дрзнал да ги читам во тие преводи, бидејќи тие преводи за жал се покажаа во најголем дел неписмени и нечитливи. Го судам тоа според оние книги за театар што ги имам прочитано во превод, а за среќа ги имам во оригинал, така што преводот го фрлив настрана, не можам да го разберам. Инаку, професорот Беџети, само вака една информација кратка, они двајца се пријатели, многу често разговараат Стиглиц и Сорос, така што не ме чуди воопшто таа блискост на критиката упатена кон меѓународните финансиски институции. Има, можем само да најавам дека веројатно следната книга на Сорос ќе биде преводот на неговите предавања од Централно-Европскиот универзитет. Тоа е пред 2 години една серија предавања кои мислам дека се исклучително важни. Она што мене ме фасцинирало кај тој човек, и со тоа ќе завршам и ќе отворам подиумот за разговор ако имате потреба, е дека тој и понатаму останува кога е врзано за неговите фондации на ставот, дека фондациите постојат за да ги помогнат малцинствата.
малцинства во секој вид, од секој вид. Малцинства идеолошки, малцинства етнички, малцинства сексуални и така натаму и така натаму. Тоа беше неговиот одговор на едно прашање, беше прашан, одвработен во фондациите. Вика, господине Сорос, зар не ве загрижува тоа дека вашите фондации застапуваат ставови и погледи кои се малцинство во овој свет во кој популизмот доминира? Неговиот одговор беше, не гледам никаква причина за дилема и кога ги формирав, знаев дека тие треба ги продржуваат оние кои се во малцинство. Повелете доколку имате некакви прашања или коментари. Еве, господинот Харедини, напред на дице. Сакам само да сведочам. Нешто ме чуди, несфатливо ми е овој анимозитет создаден во последно време кај нас овде околу и самото име Сорос, Соросоиди и така натаму, пежоративна употреба на се што е врзано со неговото име. Мислам се слуша. 92 година, ве молам, овде има многу млади луѓе кои можда и се родени тогаш, кога Македонија не беше ни членка на Обединетите нации, се воведе ембарго спрема тогашна остаток на Југославија. И Грција искористи приликата и таа да ја блокира границата со есента. Владата на Македонија се соочи дека немаше нафта за да се грее населението. Во тоа време, кога Македонија не беше меѓународен субјект, никој не можеше да се најде за да помогне. Не си никој и ништо. Сорос даде 25 милиони долари со многу поволни за да купуваме танкер со нафта и да се грееме, затоа што бевме практично со Албанија и со Бугарија блокирани фактички. Нема железница, тие не можеа ни да помогнат. Па некогаш, да ви кажам право, можда ќе претерам, на овие луѓе кои овие факти ги знаат околу за Македонија, како имал тој однос во тоа време, бил заинтересиран, па на овие луѓе што сега се толку го критикуваат Сорос, а толку и луѓето што денеска во Македонија се во фондацијата и така натаму, да не им е криво што тие помоши во тоа време создавале услови Македонија и да опстои. Па тие што не сакат Македонија, не сакале да опстои, викат овој сега ни е виновен што ја имаме Македонија. Ќе успеале тие мерки на ембарга и блокади и ќе се создадеше некоја криза, ќе ја немавме Македонија вака како што е сега. Тоа едно сакав да сведочам дека лично сум бил тога и министр за финансии. И второ, односот на меѓународните финансиски институции и фактот што го господинот Беџети го спомна, пред неколку години да ги враќаш долговите нестасани за плаќање, со многу поповолни услови, каматна стапка и рок на враќање, за да сега повторно земаш со многу полоши услови кредити, и тоа да го представиш како успешна економска политика и да ја лажеш македонската јавност дека магнатот Слим му рекол на министерот за финансии дека имате успешна економска политика, а ја не знам дали не лаже тој, бидејќи тој здрав и жив беше тука, зашто не му го дадоа микрофонот да го слушаме него, како тој ја фали ова. И второ, синојка, не верувам дека гувернерот, кога ќе го видам, ќе го прашам, сега се во Вашингтон на пролетните средби на ММФ и Светска банка,
пак излегува, рекоа, ММФ и Светска банка ја фалиле македонската економска политика. Овие кажуваат. Јас сум бил на тие средби, лично сум бил. Не станува збор кога седнуваме тие, да ви кажам право, кој си од Македонија, бидејќи се таму сите светски земји, тие не примат во некои ходници. Ви верувате или не? И таму чекаме на ред, за да ни кажат 2-3 збора. Појма нема тие каква економска политика има Македонија. И тоа излага на телевизија и кажува и ние слушаме и не прават недоветно. Не будали. Повелете дали некој друг бара микрофон за прашања или коментари? Да не биде дека гледам само на една страна. Добро, ако нема, ви благодарам што дојдовте. Им благодарам на нашите двајца промотори. Да спомнам само нешто што пропуштив да го спомнам на почетокот, дека преводот на оваа книга од англиски го направи Жидас Даскаловски. И да ве поканам да ги следите најавите за понатамошни промоции, затоа што ќе има уште книги кои ќе допираат теми кои ни се на сите нам исклучително важни. Довидување до следната прилика.